Една светска и две македонски премиери, 6 долгометражни и 16 краткометражни филмови, работилници и предавања. Петото издание на фестивалот Преку езерото, кој ќе се одржи од 8 до 15 јули, нуди атрактивна и внимателно одбрана програма. Годинава добитник на наградата Мето Јовановски е македонскиот актер кој во најголем дел работи на американски филмови. Тони Наумовски, кој допатува од преку океанот за да ја прими наградата на Преку езерото. Актерството е професија на вечно учење. Не постои актер, посебно добар актер, кој еднаш и за секојаш завршил некакво училиште, затоа што животот и проектите од кои влегува и излегува се училиштето со кое цел живот се соочува. Секое признание значи исполнува и мотивира, обврзува и е привилегија, особено кога тоа признание доаѓа од дома, вели Тони Наумовски. Се чувствувам благодарно, благословено, привилегирано и понизно да добијам оваа награда на еден човек, Мето Јовановски, кој што играше во Лига на светски шампиони. Оваа година фестивалот става посебен фокус на иранската кинематографија со 5 проекции, од кои една светска премиера, како и панел дискусија посветена на современиот ирански филм. Кинематографија во фокус ќе одржиме еден интернационален панел, една дискусија ќе си овозможиме да ја постигнеме за прашање која се надеваме дека ќе начнеме дел од прашањето кој ќе ја режира иднината на современиот ирански филм, односно дали може иранскиот филм да се носи со предизвиците на модерното живење. Новитет е соработка со Креативна Европа и организирање на работилница на актуелна тема вештачката интелигенција и современата кинематографија. Годинава очекуваме приближно со нас ние како домаќини и гости да видиме над 100 луѓе на фестивалот. Имаме 3 градови во кои Гевгелија, Струмица и Тојран. Секој ден имаме добра програма. Ова е 5-то јубилејно издание на Преку езерото. Фестивалот од година во година добива на предпознатливост, квалитет и влијание, а потврда за тоа е и фактот што се шири во уште 2 града. Освен во Дојран, активности ќе има и во Гевгелија и Струмица.